Со нови сведоци предложени од обвинителството, во судницата во Идризово продолжи судењето за пожарот во Пулс. Двајца сведоци, меѓу кои и инспектор од Дирекцијата за заштита и спасување изнесоа нови детали за кобната ноќ и информации дека во кабарето немало основни безбедносни стандарди. Судењето го следи Дејан Трајковски, го вклучуваме во живо во вестите и Дејан повели да чуеме што друго изјавија сведоците пред судот. Токму така, Борче, како што кажа и ти првично сведочеш инспектор од Дирекцијата за заштита и спасување од Виница, кој посочи во кој случај како инспектори би можеле да извршат надзор и во кој случај би можеле да затворат објект додека се отстранат недостатоците, односно ако се утврди отежната евакуација и да нема доволно излези од самиот објект, што би можело да предизвика опасност за оние кои што се внатре, што се однесува до кочани. Инспекторот кажа дека од 2012 година, откако се пензионирал последниот инспектор, вработен нов инспектор на дирекцијата таму немало кој да утврди евентуални пропусти во одредени објекти и опасности од пожари или други непогоди. Воедно, ова е еден од инспекторите кои што биле и на увид по пожарот во Пулс, каде вели дека биле утврдени бројни недостатоци, па предлагам за тоа какви недостатоци биле утврдени да слушнеме повеќе од неговото сведочење. Кога влеговме имаше 2 противпожарни апарати, недоволно, хидрант празен, немаше вода, немаше трево. Најболната работа е тоа што задната врата беше заклучена од внатрешна страна, немаше квака, а плюс во подножието заклучено со катанец. Пожарникарите кршеа, но вратата беше многу тесна, запечатена со стиропор. Ако било отклучена, можело да послужи како излез, иако вратата не беше по стандардите. Немаше нужно панично светло над вратата. Од едниот тоалет имаше решетки, па беа кршени. Надвор имаше зелена површина малку несоодветно висока како брег и немаше услови за евакуација на повеќе луѓе. Немаше пристап за брза помош. Пожарникарите од горе гасеа. Според адвокатот пак на Аднан Джаферовски, поранешен директор на Дирекцијата за заштита и спасување, дирекцијата не била надлежна за вршење на инспекцијски надзори во угостителски објекти, односно вели дека тоа било законските одредби биле јасно дефинирани и дека судот мора да се води според истите, а не според лични толкувања, па предлагам тука да ја слушнеме изјавата на неговиот адвокат Звонко Давидовиќ. За жал и самиот сведок до крај не го познава законот. Таму јасно стои која е улогата на инспекторите, што покажуваат дека директорите кои седат на обвинителна клупа немаат баш никаква врска, никакви ингеренции со инспекцијски надзор. Очекуваме и понатаму да сведочењето на инспекторите да оди во иста насока, каде што ќе покажува дека генералниот инспектор и неговото одделение се надлежни да вршат инспекцијски надзор.